сите ми викаа па тоа е Македонија, па оди на суд, па ќе добиеш, а некако ми беше неприфатливо да одам да се докажувам на суд дека ми следува исплата на породилно. По објавата на Facebook, фала Богу, многу луѓе вајда кај нас не трпат неправди и почна да се споделува уште вечерта кога го објавив. Вечерта ме контактираше гласен текстилец, односно Кристина. Веднаш ми ги побара документите кои што ги имам кај мене и испрати барање или не знам тоа се правно како оди до инспекторат за труд, односно до трудова повторно. И веќе почна да се постапува по случајот, односно, како што рекоа сега, веќе добив известување после 2 недели, дека се е проверено, дека законски не смело да се случи, дека отказот веќе е ништовен, односно ќе бидам одјавено со истекот определено и автоматски на тој начин ќе ми следува породилното. Во 2022 година, осигуреничката Филимена Бошковска-Мишевска од Скопје е единствен случај на прекинување породилно отсуство поради отказ од страна на работодавачот. Во изминатите години имало неколку случаи. Прецизна бројка не можеме во моментот да дадеме, но се движи меѓу 2 и 4 случаи. Знам дека жени слушнав од после сега, кои што имале договорено определено, се случува нивните работодавци да им го прекинуваат пред да се породат. И автоматски така жената, доколку не се пријави во друга фирма и не продолжи да ја тече стажот, го губи породилното. Им се случило на жени и тоа е веќе случај каде што не можат ништо да направат, затоа што по закон тоа е дозволено. Мојот совет е прво добро да се информираат за законите кај нас, да пазат и што потпишуваат и да не се оставаат на милост и немилост на работодавецот, односно да се ги, своите права да се ги бараат. Доколку се случи нешто вакво да не се помируваат ако им се скрши правото како жена кај нас, односно да го објават јавно, значи постојат и совети, и луѓе би ги советувале да не се повлекуваат и помируваат и да чекаат на суд да се решаваат работите, затоа што каде што треба да се оди на суд е во ред, меѓутоа во вакви случаи судот стварно е непотребен за да се докажува некоја жена за своето право. Сега писмото кое што стигна од Трудов инспекторат, таму рекоа дека ги опомениле, како што памтам сега, ги опомениле адвокатите, дека измената во АВРМ е направена. И сега гласот текстилец вели дека они постојано бараат да не може секој да влезе и да прави што сака во системот на АВРМ, односно и тоа да има некакви постапки за да биде направено како што треба. Искрено не знам дали ќе одговара некој и какви се постапките после тоа, не знам. Сметам дека не сме во системот на АВРМ да влага кој сака и да прави што сака, односно сето тоа треба да биде издржано. Веќе е 21 век, каде што документи треба да се однесат за да може да се внесе отказ. Во мојот случај не беа никакви документи однесено, тоа е само влезено во систем. Зашто дозволува системот некој туку така да влезе и да прави што сака, не знам.